Почитувани, неодамна заменик премиерот во влада на Република Македонија за економски прашања, господинот Фатмир Битичи, и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, господинот Коста Петров, ги промовираа резултатите од проектите кои владата ќе ги финансира со 5,7 милиони евра народни пари, со цел наводно поттикнување на технолошкиот развој на домашните компании и забрзување на економскиот раст на земјата. Доколку тие пари навистина одат кон вистинските компании и за поддршка на најдобрите проекти, тогаш не би имале ништо против. Напротив, би ги поддржале тие мерки и политики на оваа влада. Но за жал, нашите сознанија не го говорат тоа. Се делат пари за проекти кои немаат никаква врска со поттикнување на технолошкиот развој на домашните компании, ниту со забрзување на економскиот раст на земјата. Имено, еден значаен дел од проектите се целосно проблематични, што фрла голем сомнеж за тоа како се прави селекцијата, за тоа кои компании и проекти ќе бидат поддржани од страна на државата. Всушност, од официјалните извештаи на Фондот за иновации и технолошки развој, може да забележиме дека се одобруваат илјадници евра за поддршка на така наречени проекти, како што се набавка на рентген за ветеринарни услуги, дигитален гинеколог, софтвер за закажување на термин за здравствени услуги, скенер за човечки ресурси и многу други проекти во наводници кои не се поврзани со подобрување на производните и извозните капацитети на домашните компании. Замислете, почитувани, во услови кога бројот на ново невработени во нашата земја за една година се зголеми за 60.000 лица, тие финансираат проекти како што е скенер за човечки ресурси, со кој ќе се поврзувала понудата и поборувачката на труд. Понатамо, во услови кога илјадници граѓани се соочуваат со неможност да добијат елементарни здравствени услуги поради недостиг на апарати во јавното здравство, владата и Фондот за иновации и технолошки развој со народни пари поддржуваат приватни здравствени установи да набавуваат апарати со кои подоцна ќе им наплаќаат здравствени услуги на македонските граѓани по многу високи цени. Во услови на пандемија, кога беа загрозени илјадници животи поради недостиг на квалитетна здравствена услуга, и во ситуација кога треба на секој начин да ги подигнеме здравствените капацитети на јавното здравство, со цел да се подготвиме за евентуален нов бран на пандемијата со COVID-19, владата предводена од СДСМ и ДУИ со народни пари поддржува набавка на рентген за ветеринарни услуги на приватна ветеринарна установа. Почитувани, сето ова покажува дека интересот на оваа влада е се освен подобрување на економската состојба во земјата, поттикнување на технолошкиот развој и забрзување на економскиот раст. Потврда за тоа се наодите од последната анализа на реномираниот Виенски економски институт, кој укажува дека Република Македонија нема никакво економско подобрување од кризата и дека капацитетите на државата се недоволни за справување со истата. И покрај фалбите на владините представници, бројките се немилосрдни. Така, Македонија и во првиот квартал од 2021 година е во рецесија со пад на бруто домашниот производ од минус 1,9%. Имаме историски најмал прилив на странски директни инвестиции во првиот квартал, што е продолжување на лошиот тренд од минатата година. Бележиме зголемување на трговскиот дефицит во првите 5 месеци од годината. Цените, како што е познато, постојано растат. И да не забораваме, јавниот долг продолжува енормно да расте и по достигнувањето на критичното ниво од 60% од бруто домашниот производ. Имено долгот во првиот квартал од 2021 година достигна 62,5% од бруто домашниот производ, а со новиот ребаланс на буџетот се очекува истиот до крајот на годината да надмине 65% од бруто домашниот производ, што ќе представува сериозен удар за идниот развој на нашата држава. Благодарам на вниманието.